Председателе, почитувани колеги, пред да зборувам за Законот за работни односи кој што е денес на дневен ред, вака ми стигне на вест денес дадена. Владата го става коридор 8 на мапата на Западен Балкан за ЕУ, за да нема забелешки. И меѓу другото, значи денес Благој Бочварски заминал на пат за Црна Гора, каде што коридор 8 треба документирано да се најде на мапата на главни коридори на Западен Балкан. Со овој потек, коридор 8 треба да стане видлив за трансевропските мрежи, со тоа да се омекне ставот на Европската Унија, каде што засега владе е резервирано мислење за тоа дали треба поскратена постапка, односно со европско знаме, да се носат спорните законски измени наменети за изградбата на овие автопати. И сега ми падна многу така во очи една изјава на Бојан Маричич, бидејќи до Секретаријатот за европски прашања пристигнало писмо преку кое Европската Унија бара детално објаснување за проектот, односно како владата планира да го спроведе. И внимавајте, од кабинетот на Маричич рекле дека станува збор за кредибилен и транспарентен проект, поддржан од специјален закон со кој автопатите треба да се изградат побрзо и поевтино. Значи, уште еднаш повторувам, Маричич вика дека ова е кредибилен и транспарентен проект, ама поддржан од вас, се крие за мнозинството со специјален закон. Намерно го прочитав ова, бидејќи во цел овој период на оваа тема апсолутно ништо нема транспарентно од оваа влада. Иако Бочварски минатата година најави дека доколку се потпише проект ќе биде договор ќе биде јавно објавен, сега гледаме дека се крие на секој можен начин со секакви изговори кои што воопшто не држат, се прогласи за деловна тајна, за тајна од највисок ранг, не се дава нити на пратениците со сертификати да го погледнат, туку се сака да биде раскажан на пратениците, нити е транспарентно носењето на законите. Еве денес прв закон со злоупотреба на европското знаменце, законот за работни односи, каде што во 3 члена, сите 3 контроверзни сами по себе. Првиот член прекувремена работа. И сега, колку и да носењето на овие закони во постапката беше контроверзно овие денови, исто и вашите реплики, почитувани колеги од владачкото мнозинство, се исто така скандалозни. Вели дека наместо 40 часа полно работно време со можност за 8 часа прекувремена работа во неделата, што значи 48 часа, тоа е тековното решение, новото законско решение предвидува можност за прекувремена работа со почитување на 12 часовна време за одмор во денот и 24 часовен ден одмор во неделата. И ние пресметуваме тука, тоа излегува дека со овој закон ќе биде дозволено 72 часа работни во текот на неделата. И сега за мене, че вие ми спомена, морав да реагирам на вашата реплика на мојот колега овде, викате дека тоа не значи дека сите работници ќе работат 72 часа. И најспорно од се е тоа што и во овој закон, и во законот кој што беше донесен како специјален закон за стратешко партнерство со Бехтел и ЕНКА, е нагласено дека никој нема работниците да ги принуди, бидејќи ќе потпишат доброволно изјава дека се сложуваат прекувремено да работат. Што е најконтроверзно во цело носење на овој закон? Најконтроверзно е тоа што Уставниот суд веќе укина член 12 од Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на овие коридори. Меѓутоа, таму се предвидуваше дека ќе има 60 часа неделно. Со овој закон уште повеќе се дозволува прекувремена работа, бидејќи горната граница не е кажана.
Меѓутоа, јас неколку пати од моите колеги веќе се допре, меѓутоа јас сакам да ви прочитам нешто од вака обемната одлука која што ја донесе Уставниот суд, а цело време и моите колеги од владеачкото мнозинство, и ево и заменикот министер, се повикуваат на тоа дека сепак работникот ќе потпише своеволно изјава дали ќе работи прекувремено или нема да работи. Ако добро сте ја прочитале одлуката на Уставниот суд, која што дава широко образложение, повикувајќи се на конвенции, на Законот за работни односи, тековен, на кршење на правата на работниците и така натаму, меѓутоа го допира делот и за изјавата. Вака вика: тоа што законодавецот во член 12 став 2 од законот го предусловил воведувањето на вакво работно време со писмена согласност на работникот, што и сега го имате во законот, како и обезбедување на плаќање на сите применливи даноци и социјални придонеси, односно, ваквата организација на работното време е со закон утврдена како условена можност, пазете, нема никакво влијание за нејзината несогласност со уставните одредби. Имено и самото нејзино постоење, како што е уредена и која доколку се операционализира со настапувањето на предвидените услови, сериозно ги повредува уставните права, е доволна причина да се оцени како противуставна. Значи, со самото тоа што наводно предвидувате дека ќе потпишат некоја изјава работниците, и тоа е противуставно. И тука полемизиравме, и на комисијата полемизиравме, никаде не пишувало 60 часа, напади врз опозицијата, лажеме, измислуваме, хистерија дигаме и така натаму. Еве да речеме дека опозицијата ве напаѓа, дека вие сте толку успешни, дека многу градите, дека имате визија европска, ама еве да видиме што викат синдикатите. Кој е најкомпетентен да каже за работничките права? Ако не синдикатите. И синдикатите викат дека владата воведува работно време како пред 137 години, со која возможува работниците нечовечки да бидат експлоатирани во трајање од 72 часа во текот на една недела, што е преседан и во светски размери и директен атак врз здравието и безбедноста на работниците. И тука се напишани сите синдикати кои што го делат ова мислење. Така да, колеги мои почитувани, колку и да сакате да го релативизирате ова, да го браните, неодбранливо е. Неодбранливо е заради тоа што овие требаше да бидат ваш партнер. Без прашување на синдикатите како можете да помислите да носите измени во Законот за работни односи. Истото тоа сега ќе го имаме наредно со Законот за урбанистичко планирање, со Законот за градење. Ако вие не ги почитувате фелата која што треба да кажи дали е тој добар закон, дали ги унапредува во случајот работничките права, со кого вие ќе разговарате? Еве, како што и обично ви е криво, ВМРО за се, ВМРО не сака да се гради, ВМРО не сака европска иднина, не врви тоа повеќе во народот. Вие не ги консултирате оние кои што се одговорните го кажат тоа дали е добар или не е добар овој закон. И само бидејќи кратко имам, значи покрај зголемувањето на работното време, прековремената работа, исто така нешто многу спорно уште во член 1, тоа е правото да одредувањето колкава плата ќе се исплаќа, каде ќе се исплаќа, не се одредува со закон, како се друго до сега, туку предвидено е со овој закон да платата се исплаќа, ја исплаќа министерот за финансии преку одреден правилник кој што ќе го изготви Министерството за труд и социјална политика, или министерот за финансии во согласност со министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот и местото на исплата на платата на работниците кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон. Да заклучам, еден неуставен, антиевропски закон, целта е само за корупција и криминал да се прави, да се земат од